направам. Предмет на анализа на Експрес ТВ денеска вечерва со ексклузивното присуство на професор Владимир Божиновски, амбасадорот Ивица Боцевски, бардот на македонското новинарство Горан Момировски, заедно со мене професор Жида Заскаловски, кој е најмоќен политичар во Македонија? Тука има различни можности, дали е тоа председателот Пендаровски, дали е премиерот Ковачевски, дали е бившиот премиер Зоран Заев, дали е Дуи, председателот Али Ахмети, Артан Груби, да не ги набројувам. Меѓутоа, треба да има некои параметри, треба да се водиме според некакви критериуми. Критериумите по кои што ќе оценуваме кој е најсилниот, најмоќен политичар, може да ги одредиме и самите. Еве, на пример, какво е влијанието на овие луѓе кои што ќе разгледаме денеска на гласачите? Колку имаат пристап до ресурси, секаков вид на ресурси? Колку имаат контакт и каков контакт имаат, какви врски имаат со меѓународната заедница? Колку имаат пристап до медиумите? Ова се 5 можеби вака на почеток критериуми кои што може да ги послужат за анализата. Амбасадоре Боцевски, кој е според вас број 1 во однос на критериумот пристап до ресурси? Па јас тука би го ставил лидерот на Демократската унија на интеграција, Али Ахмети, како човек кој што има највеќе пристап до ресурси, имајќи предвид дека тоа е... Какви? До ресурсите, ја би рекол, до ресурсите кои што и контролира владата. Ајде, добро, професор Божиновски, ништо, професор Божиновски. Па, има повеќе критериуми според кои може да се определи. Па дадовме критериумите сега, колега професоре. Ајде, кажете, според ресурсите, кој е број 1? Да кажеме под критериуми за овој прв критериум. Така може. Ајде, само малку побрзо, по-живо ќе заспет гледачите. Во однос на ресурсите. Види, со оглед дека во моментот владата е контролирана од помалиот, условно кажано, коалицијски партнер, Дуи, така да и пристапот до ресурси, односно контролата на ресурсите на државата е кај нив. И затоа тука можеме, се разбира, да го споменеме. Али Ахмети, како што каже амбасадоров. Добро, ајде сега да го слушнеме Горан Момировски, бардот на македонското новинарство. Но и Артан Груби е тука заради тоа. И Артан Груби, добро, ајде сега да видиме Момировски. Професор Даскаловски, вечерва е малку така расположен. Ај побрзо, ве молам побрзо, ајде. Да, има многу критериуми, согласуваме сите. Пристап до ресурси е поширока категорија. Државни ресурси, партиска војска, да не забораваме, би додал тука. Можеме, би се префрлил веднаш на луѓето, Али Ахмет и Артан Груби еве спомена. Тука јас, поред мене, пристап до ресурси, ми се чини дека во моментов најмногу има еден друг човек кој што е дел од СДСМ, а не е премиерот, тоа е Оливер Спасовски според мене. Добро. Вие што мислите, амбасадоре? Една забелешка кон професорот Божиновски, јас не гледам дека има изворна политичка моќ Артан Груби. Артан Груби е само извршител за Али Ахмети и е тек околу ногата на Али Ахмети, затоа што видовме дека благодарение на неговата работа и на неговото форсирање од лидерот Ахмети, во моментот имаме сериозен расцеп во Демократската унија на интеграција, така што не гледам дека тој човек има било каква изворна политичка моќ. Тој без поддршката од Али Ахмети ќе заборави веднаш. Добро, јасно е. Спасовски, коментар? Спасовски коментира затоа што не слуша преку сите канали како министар за полиција, веројатно Божиновски мислевте. Не, Горан кажа Момировски дека Спасовски е всушност тој што веројатно има најмногу ресурси. Што мислите вие? Па не се согласувам со Горан, ја мислам дека Спасовски е најмоćниот во делот на СДСМ и во делот на пирамидата на Социјалдемократскиот сојуз. Веднаш потоа би го ставил, односно ја искрено би го ставил Зоран Заев на врвот на пирамидата на СДСМ, па Оливер Спасовски. Добро. Како стојат, ајде професоре, како стојат овие од опозицијата? Имаат ли тие некои ресурси? ВМРО, Левица, останатите? Опозицијата станува помоќна со самата перцепција за иден мандатар. Значи немаат реални, имаат замислени ресурси овие? Не. Идејата е дека во моментот кога станува јасно дека ќе има
ќе дојде до промена на власта, изборите се приближуваат, тогаш и самата опозиција и лидерот на опозицијата станува многу помоќен. Значи тоа е перцепирана моќ. Значи е перцепирана моќ, тука ние мислам реална моќ сакаме да дискутираме. Вие, господине Момировски, што велите? Па, Опозицијата има ли ресурси? ако се сеќавате на американската хипотекарна криза, јас тогаш така разбрав како функционира американскиот бизнис. Таму се кладат или се инвестира или се планира во однос на идниот профит на компаниите. Идниот профит на компаниите е нешто што е присутно на пазарот, за тоа се тргува. Овде е многу слична ситуацијата во моментов, и јас согласувам со Божиновски дека Христијан Мицкоски, па и другите највисоки лица во ВМРО ДПМН имаат релативна моќ, релативна велам, а да не забораваме дека ВМРО има во моментов 40 општини во Македонија и тоа најголемите во државата, што значи дека сепак се работи за некаква моќ. Меѓутоа кога се работи за сериозни ресурси во смисла на пари, пристап до финансиски извори, на црни пари пред се, партиска војска, добро, има и ВМРО ДПМН партиска војска, меѓутоа во моментов администрацијата, институциите е предводена од СДСМ и ДУИ, и тука ми се чини дека е неспоредлива таа разлика, тој пристап до таков вид на ресурси, затоа тука власта е во некаква предност. Добро, како тука да го вметнеме Зоран Заев, бившиот премиер? Ајде, амбасадоре, повелете. Не, претходно ќе се навратам на ова што го зборуваше Горан, ќе се согласам дека во опозицијата најголемата моќ е кај ВМРО ДПМН и кај нејзиниот лидер. И само ќе кажам дека малку сме ми се чини ние кој јавност неправедни кон нив. Еве ќе кажам за еден конкретен настан, кога беше онаа несреќна изјава на францускиот амбасадор од Софија, кај што тој застана целосно за бугарските позиции, наместо било кој од нас да бара која била реакција на власта, главната дискусија беше како реагирала опозицијата. Искрен да бидам, опозицијата како и да реагира, тоа нема никаква реална моќ, затоа што власта е таа која што треба да реагира. Така што интересна е оваа перцепција дека со, како да наречам, со праведниот дел на Македонија раководи опозицијата. Во однос на Заев, што ме прашавте, јас мислам дека Зоран Заев се е еден од ликовите кои што ги влече конците од позадината во Социјалдемократскиот сојуз, затоа што не делува дека премиерот Ковачевски, председател на СДСМ, има консолидирана моќта. Еве една илустрација како тоа нема консолидирана моќта. Јас никогаш во историјата на СДСМ не сум видел соопштение како што беше она за 8 март, кога беше кажано дека двоецот Ковачевски-Зечевиќ го води Социјалдемократскиот сојуз и дека овој двоец, условно кажано, се залага за правата на жените. Прв пат ова гледам двоец да води партија. Јас знам во Германија. Добро, нема двоец. Добро, ворете амбасадоре. Професоре Божиновски, ворете амбасадоре. Добро, готово. Професоре Божиновски, ве молам, што мислите за влијанието на Пендаровски? Председател е сепак на нашата република. Не. Има ли ресурси тој? Не, тука ќе се надоврзам до предходниот муавет во однос на тоа кој го контролира СДСМ. Сега збориме само за СДСМ. Мислам дека е јасно дека главната моќ во државата во моментов е кај ДУИ. Сега дали е само кај Али Ахмети или она што го говорам ја, Али Ахмети и Артан Груби, бидејќи Артан Груби не е само индивидуалец. Позади Артан Груби стои цела структура. Значи, тоа можеме да го дискутираме после. Во однос на самото СДСМ, Пендаровски е извршител на одлуките кои што се носат во СДСМ. Така да нема некаков индивидуален капацитет според кој може да наметнува одлуки. Него едноставно прифаќа тоа што ќе му биде сервирано. Во однос на самата моќ на СДСМ. Не прашуваме. Не, тоа не е прашање. Не, СДСМ не е прашање. Да се вратам на актуелниот на она што го дискутиравме околу Заев и Ковачевски. Ковачевски беше некакво решение помеѓу Струмичко и Кумановско крило на СДСМ, значи некаков компромис со цел да рефлектира моќ и едната и другата страна. Така да можеби не е целосно Заев позади одлуките на Ковачевски, но и на Пендаровски дели преку него, но во секој случај има големо влијание. Другото влијание е од
Добро, 30 секунди за Горан Момировски. Дали меѓународното има ресурси тука во Македонија? Дали таа може да влијае? Да речеме, обично се спомнува американската амбасада, а имаме тука и руска, и кинеска, и британска, секакви. Што мислите, тие имаат ли ресурси? Имаат ли влијание на тие ресурси? Па многу се зборува за некакво руско влијание, меѓутоа гледаме дека всушност владата само наметнува руско влијание. Имаме денеска ситуација каде што член на таа комисија, како да ја наречам, работна група за промени на уставот, имате жена која што се колнела во партијата на Путин. Точно. Да. И власта наметнува. Но реално јас навистина не можам да видам каде има руско влијание. Постојано се збори за рублја патриоти, рублја новинари, не можеме да видиме такво нешто. Би сакал да видам навистина кој зема пари од Русија или па од Кина, на пример. Добро. Параметар број 1. Сакам секој од вас 2 секунди да каже име. Значи, за влијание кој има најголем пристап до ресурси? Едно име кажувате од сите што ги спомнавте. Горан? Јас го кажав Оливер Спасовски. Ивица? Али Ахмети. Професоре? Али Ахмети и Артан Груби. Не можам еден да изберам од нив. Добро, во ред. Ајде да видиме друг критериум. Пристап до медиуми. Кој е тука најмоќен? Професоре, Даскаловски, па кажете и вие, што е според вас ситуацијата? Кој е најмоќен по овој критериум? Па по овој критериум јас мислам дека е Оливер Спасовски. Добро, а може ли да го разложиме ова? Сега малку како да сме недоречени, се навистина ни бега времето, малку сме недоречени. Многу има подкритериуми, тука се согласувам со Божиновски. Многу подкритериуми има и навистина можеби е добро да ни даете по една минута барем да си искажеме. Добро, ако сакате да го влечиме, мислам публиката сака побрзо темпо, но вие како ќе кажете? Еве една минута, 60 секунди Горан, 60 Ивица, 60 Владимир. Повелете Горан. Особено за професорот Божиновски кој што прв пат е оваква една ситуација со нас тука и можеби драматично така. Ајде правиме за него 90 секунди, за другите вие 60, вие сте искусни. Владимир, повелете професоре. Ајде да. Значи кога дискутираме ресурси, тие ресурси се она што во моментот може да се обезбедат или да ги обезбеди некој, но и ресурси кои што се перцепираат за во иднина, кои што би биле на располагање. Не е само важно колку вие може да обезбедите ресурси сега и веднаш. Многу е важно каква е перцепцијата за вас, колку вие би можеле да обезбедите ресурси и во некаква блиска иднина. Кога говориме блиска иднина, во политиката обично се мисли на следните избори. Без разлика кои. Сега треба да имаме парламентарни избори. Дали ќе бидат за, не знам, 3, 4, 5, 10 месеци. Ајде уште 30 секунди, професоре. Така да, во моментов, ако ги споиме и реалната, и перцепираната моќ, со оглед дека се уште кај етничката албанска опозиција нема издвоено лик кој што ќе може директно да му се спротистави на ликот, да речеме, на Али Ахмети или на Артан Груби, реалната моќ и државните ресурси со тоа што се на власт секај дои, перцепираната моќ, барем сега за сега, значи идната моќ во ресурсите која што би имале, е повторна каде. И тука се спојува и затоа ја велам. Али Ахмети и Артан Груби, затоа што Артан Груби не е она само привезок на Али Ахмети. Позади Артан Груби стои цела структура. Артан Груби може би е прецепиран како наследник на Али Ахмети и затоа во моментот ги ставам двајцата. Добро, сега имате вие 60 секунди. Вие сте стари волци на емисијава, така што нема потреба за 90 секунди. Повели Горан. Ајде, амбасадорот Боцевски будал. Ајде, амбасадоре. Па јас најконкретно зборам. Али Ахмети ја води партијата во Македонија која жари и пали од 2017 година до денес. Тоа е партија која што де факто е најмоćна партија во коалицијата и под Заев сега и под Ковачевски. Не само тоа, туку тоа е партија која што има најголема заштита од она што вие го спомнате меѓународна заедница во Македонија. Тоа е партија заради која што беа принудени да се пишуваат мајски договори. Али Ахмети е човек, единствениот човек на просторите на поранешна Југославија кој што го наруши мирот на граѓаните на поранешна Југославија и кој што не заврши во Хаг.
Така што земајќи ги сите овие критериуми во предвид, ја немам никакви сомнежи дека тој е лидерот број 1 во Македонија, воедно не само тоа, туку сите оние тој водеше една структура која што сакаше Македонија да ја направи колку што е можно порелативна, послаба. Ја не гледам дека Македонија било кога била порелативна и послаба од тоа што е сега им во моментов. Нема да успее Македонија. Добро, во ред. Ќе видиме. Ајде Горан, повелете 60 секунди. Само во однос на Поминаа овие 60 спасовски секунди, земји. амбасадоре. Ајде. Нека пуште минути, имаме многу теми, иначе цел ден ќе седиме тука. Повели Горан. Две причини зашто мислам дека Оливер Спасовски е човек со најмногу ресурси во моментов. Прво, тој има вработено досега, според моите информации, над 1000 луѓе во рамки на МВР. Да не забораваме, само 30-тина, можеби 20-тина сигурно пронешни градоначалници на СДСМ се сега вработени во МВР или во структури на институциите кои што ги раководи Оливер Спасовски. Значи, тој има една армија на луѓе кои што се вработени од него. Да не зборуваме за тендерите кои што влегуваат во МВР, кај што се вртат огромни пари, каде што тој врзува многу луѓе. И вториот момент, многу брзо ми поминува минутата, да признам, вториот момент е дека Оливер Спасовски е единствениот човек во СДСМ кој што може да ги спои двете структури, двата капитали, да речем, на СДСМ и на ДУИ, на наредните парламентарни избори. За мене, јас сум сигурен дека тој е претендент за кандидат за председател на местото на Пендаровски и дека тој многу успешно плива. Например, зашто Назим Буши по таа аферата кога беше запрен неговиот син со, да речам, нелегални активности, не поднесе оставка, беше фатен 20.000 евра дека добил од некого во... Добро, јасно е, таа афера ни е јасна. Ворете. Тој кој што... Да. Ворете. Одиме сега на контакти и влијание во меѓународна заедница. Дали тука потврлаат овие досега фаворити, Али Ахмети и Артан Груби, во однос на некои стандардни ликови, како, например, Стево Пендаровски, како лидерот на ВМРО-ДПМН и така натаму. Што мислите, амбасадоре? Па јас ова ќе го гледам двострано. Јас мислам дека имаме два типа на политичари кога станува збор за меѓународна заедница во Македонија. Имаме тип на политичари и имаме тип на вазали. Целата оваа структура поврзана со СДСМ и со ДУИ би ја ставил во категоријата на вазали. А додека пак кога спорувате веќе за опозицијата, мислам дека е јасно дека опозицијата има една своја јасна политичка црта и која настапува пред амбасадорите има своја јасна политичка црта. Слушнавме некои приказни за некои непријатни состаноци на лидерот на опозицијата со представници на меѓународната заедница, имаше една размена на писма, така што во тој контекст ја би рекол дека тука дури малку и претеруваме, затоа што меѓународната заедница го почитува оној во Македонија кој што го има теренот. Добро, амбасадоре, професоре, вие една минута. Во однос на контактите со меѓународната заедница, прво тука имаме контакти на политичарите со представниците на меѓународната заедница тука, но и директни контакти со представници на одредени држави, институции и така натаму. Значи треба да се подели таа перцепција за меѓународна заедница. И да, пристапот надвор е многу полесен, да кажеме, за СДСМ или ВМРО-ДПМН, кои се членки на најголемите политички крила во Европската Унија. За контактите внатре, тука до некаде ќе се сложам со Ивица во однос дека имаме одредено вазалство. Секој странец, значи секој представник на меѓународната заедница сака вазали, без разлика во која држава се тие, односно да исполнуваат све тоа што ќе им биде кажано. Но тоа не значи дека ги ценат повеќе или дека ги почитуваат повеќе, тука едноставно ги користат за остварување на одредени цели. Добро, професоре, да му дадеме збор на Горан, 60 секунди, повелете. Дали тука се слагате? Околу вазалството се согласуваме, тука се разбира, тоа не е голема тајна, дека во Македонија е многу тешко да бидете лош политичар на власт ако не сте апсолутен вазал. Меѓутоа, јас би навлегол во друга поента тука. Не е важно колку ви имате контакти со странците, со моćните странци во Македонија, доколку немате поддршка од граѓаните.
И тука паѓаат во вода сите калкулации. Видовме денеска промоција, нели, имаше најава на Никола Димитров, некакво движење има, го заборив името, каде што Солуција, да, освен него тројца говорници се пронајдешен американски амбасадор, пронајдешен грчки премиер, пронајдешен експерт на Европската унија, врвни личности, нели, но суштината е промашена. Вие можете да имате и поддршка, можете да имате и логистичка поддршка дури, можете и финансиска поддршка, но ако немате поддршка од граѓаните, вие сте пропаднати без разлика колку ви помагаат, колку ве сакаат. Вие сте важни за странците, се додека имате моќ на терен. Тука се согласувам со дел од говорниците. Добро. Дали можеме, ви помина времето 60 секунди. Дали можеме сега да направиме моето време од 60 секунди, Жидас, не заборавај. Ти два пати ќе го користиш, ама еве повелете, амбасадор сте некако ќе ви даде. Твоето, не моето, твоето време од 60. Моето. Да. Мислам дека контекстот го дадовте многу убаво. Сепак секој вид на меѓународна поддршка зависи колку вие имате поддршка од граѓанството, од гласачите, од народот. Така што апсолутно се согласувам дека мора да имате политичка моќ за да имате и респект од меѓународната заедница, но мислам дека одредени структури во власта свесни се дека немаат моќи од народот и се обидуваат на некој начин се представат како моќни пред самите гласачи со тоа што имаат некакви контакти со така наречената меѓународна заедница и меѓународниот фактор. Мене ми останува само дилема со претседател Стево Пендаровски, дали тој е некаков вид на политичар кој што има добри контакти со меѓународната заедница, сепак како претседател има прилика да учествува на многу настани и форуми. Тука би повелете. Видовме не настан кога рече дека ако не е председател ќе се исцели од државата и мислам дека тука му заврши целата меѓународна кариера на председателот, иако има контакти со луѓе на таму наму. Добро, да го завршиме. Ова е втор критериум. Ајде, само јас да кажам, мислам дека тука статистиката прави една добра анализа. Ако направиме преглед на статистиката околу председателот Иванов и околу председателот Пендаровски. Добре, 10-0 нема потреба. Дајте да видим, има уште 3-4 критериуми, мораме да забрзаме. Еден човек кажувајте, Горан, повелете, кој е политичарот со најголема моќ во рамките на контактите и на влијанието на меѓународната заедница? Еден човек. Тука немам дилема, Артан Груби. Тој е човекот кој што Артан, добро, доволно. Ивица повели. Мораме да кажеме зошто. Добро. Повели, ајде кажеме, пак имаш 60 секунди. Човекот кој што успеа да ја натера владата да потпише еден катастрофален договор со Бехтел и Енка, и јас сум тука убеден дека тој за таа намера искористил, ми се чини дека и манипулирал со наводна поддршка од одредени странски структури, пред се разбира американската амбасада во Скопје. А за председател Пендаровски се мора да додадам, само претходно го спомнавте, тој на почетокот на својот мандат направи една огромна грешка, се поврза само со една амбасада во Македонија, тоа е амбасадата на Велика Британија, и јасно даде до знаење дека ќе следи британските патокази. Тоа зборувам се врз основа на изборот на неговите. Добро, не е битно. Значи, да, и тука направи стратешка грешка, сите останати амбасади во Македонија се некако второстепени во неговата меѓународна агенда. Добро, амбасадоре, повелете, вие кој мислите дека е? Не Божиновски на ред да видиме малку. Ја поминав дека оставам ова, јас мислам дека врз основа на тоа колку е значајна улогата на тој човек околу уставните измени и околу идното структурирање на власта, јас сепак би рекол Христијан Мицковски. Одлично, добро. Вие, професоре? Ја реков, како и за претходниот критериум, и за овој критериум е многу битна, а особено за овој критериум е многу битна перцепираната моќ. Значи, во моментот кога една власт се заминува, а треба да дојде некоја друга власт, тогаш перцепираната моќ на следниот носител на таа власт е многу позначена отколку моќта која што во моментот им ја дава функцијата на одредени луѓе. Така да тука ја би се согласил со Боцевски и мислам дека Христијан Мицковски веќе е да речеме, кредибилен политичар во тие контакти со меѓународната заедница, иако знаеме дека во минатото имаше многу, да рече,
самото ВМРО ДПМН имаше доста непријатно искуство во однос на оние, би рекол, етикети, притисоци кои што им беа наметнувани, но во изминатиот, особено месец до два, каде што имавме повторно една редица на врвни странски политичари кои што дојдоа, нели, во опит да ја убедат опозицијата и се разбира не успеа во тоа за гласање на уставните промени. Тука мислам дека особено во последниот месец, мислам дека Добро. се наметнува како лидер во... За мене парадоксално можеби ќе ви звучи, сепак мислам дека премиерот Ковачевски е тука човекот кој што има најдобри контакти со меѓународната заедница и мислам дека во догледна иднина ќе биде прашањето дали ќе успее да ги одржи и дали ќе успее да ја задржи власта која што се разбира му се ниша. Но да одиме понатаму. Горан, може ли пред следната емисија водителите да направиме алкотест вака пред да почне да им дозволиме да водат? Добро, одиме понатаму. Божиновски сакаше да додаде нешто, ве молам. Ајде повели. Ова е според функцијата. Значи би требало да биде Ковачевски. Но мислам во моментов со оглед дека е јасно дека ќе дојде во брзо време до промена на власта, дека надежите за промена на уставот во парламентарен состав, мислам дека и кај оние најголемите како да ги наречеме и кај најголемите оптимисти дека тоа може да се случи во следниот период веќе спласнуваат. Веќе нема. Не сгаснуваат, сгаснаа веќе. И затоа реков. Добро. Не Ковачевски, кој што по функција би требало да биде човекот со најдобри контакти и најсилни контакти, туку Мицковски, затоа што он е перцепиран како иден функционер кој што ќе го замени Ковачевски. Ќе видиме и за тоа. Ајде да одиме сега друга тема, ама ставно ако се враќаме мораме да продолжиме. Насмеав, но мораме да го спомнеме ова. Кого? Вчера премиерот Ковачевски во Виена на дипломатска академија ќе ми исправи амбасадорот, ако грешам, пред 30 на 50 на 100 гости, можеби меѓу нив дипломати, представници на Австрија и така натаму, јавно кажа дека тој ги направил работите во Македонија заради тоа што имал, сега не знам дали смееме да го кажеме. Муда имал, добро, во рете, јајца, како да, ајде, слободно, мадиња, да. Што е проблемот? Американците го кажуваат тоа, само што ти има сила реална, а нашиот нема сила, па му го кажа. Жидас не го кажуваат. Па неформално го кажуваат, да говори, може да го кажат. Неформално, на дипломатска академија се извинувам да скалат. Добро, дипломатска академија, па сега добро, му се слизнало на премиерот, не е човек да греши по некој. Да бидеме искрени. Дури да отиде во етер следниот пат ќе биде со она пип, така што не го кажуваат тоа американци, да се разбереме. Добро, во ред, одиме понатаму. Ајде да видиме сега како стоиме со медиуми. Може би Мицковски, да речеме, перципиран како иден лидер, меѓутоа дали има медиумска тука моќ човекот? Професоре, вие го спомнавте, лидерот на ВМРО ДПМН. Медиумска, види, медиумите секогаш го бираат оној кој што ќе им донесе најмногу гледаност или онаа која што ќе им донесе најмногу гледаност, нели? Кај политичарите и оној кој што граѓаните го прецепираат во однос, значи, како политичар кој што би имал или има во моментот најголема моќ, значи некој кој што е неприкосновен и кој што им носи гледаност. Така да тука пак има повеќе подкритериуми. Например, за медиумите се разбира интересен лидерот на опозицијата и секако дека на секое негово интервју е широко пренесено од сите медиуми. Исто така. Но дали може секојаш интервју да даде? Види,
Може, но од друга страна го имате повторно и Артан Груби, кој што исто така е исклучително доста присутен во медиумите. Го имате и Бујар Османи, кој што е доста присутен во медиумите. А за медиумите очигледно се интересни, да речеме, некои ликови кои што немаат толку реална мојка, односно доаѓаат од некои помали партии, како што е, не знам, Апасија. Добро, Значи, ајде да продолжиме со има амбасадорот. повеќе. Вие што мислите, амбасадоре? Ја мислам дека во моментов ситуацијата во медиумите е многу дифузна и многу е Кој тешко има да се моќ? заклучи. Кој има најголема моќ да влие? Тоа е прашањето. Се знаеме тоа. Тоа е прашање за $1.000.000. Најголема финансиска моќ има власта. Значи тука да не се сомневаме. Не само тоа, туку дел и од меѓународната заедница ја поддржува власта. Еве видете еден од одвратниот комплекс на медиуми кога станува збор за навредување на личности кои што мислат поинаку од власта, е финансиран од неколку моќни амбасади во Македонија. Така што пред некој ден беше навредуван еден новинар за неговиот физички изглед, токму во Добро, овој сега комплекс. да не критикуваме медиуми, туку да видиме кој Мора да од критикуваме, Жиле, се извини, Добро, мора да ред. критикуваме. Меѓутоа, значи, кај власта Одговори интересна на работа. прашањето од политичариве, кој има најголема моќ да влие на медиумите и утре ако сака на пример да се појави на медиум, да даде интервју. Па ја мислам дека во Македонија свртивме страница и дека во моментов секој што сака може да излезе и да оди на медиумите, а секако дека најинтересни се лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, интересен е исто така и премиерот Ковачевски, интересни се и Артан Груби и Бујар Османи како гласноговорници во име на Али Ахмети. Добро, ајде да видиме овој од медиумите човек што ни е тука. Добро, ајде од медиумите. Молам? Од медиумите човекот ќе каже сега. Горан, повели. 30 секунди му давам на Боцевски од моите минути. Донација, добро, повелете амбасадоре 30 секунди Добро, не. донација. Во однос на ова што го зборуваше Владимир, професорот Божиновски, мислам дека има проблем во моментов, затоа што оној обединет фронт кој што беше против некогашното ВМРО ДПМН се распадна, токму заради фактот на овој хаос кој што владее во Македонија, односно владата не владее. И ова е проблематично и нормално е дека и самите медиуми забележуваат дека нема гледачи, нема кликови, нема слушатели ако ја следат пропагандната линија на власта. Меѓутоа, мислам дека тоа се уште не е сталасано во еден или во друг правец. Често еве и Владимир е во право дека луѓе од помалите партии, како на пример Добро, ајде Димитар сега се Апасиев. вратиме на главната тема на Не, само вечерната кажам, дискусија. еве, на Кој пример, најмоќен? сега, во Ајде последно кажи, време- 30 секунди во доби последно сега. време, Кажи. само дозволи, во последно време, на пример, и двајцата од Демократскиот сојуз и лидерот и Зоран Димитровски се интересни за медиумите и често Ајде присутни. небитни, доста готово. Горан, повели. Два моменти има околу медиумите. Прво е колку имате моќ или медиуми под контрола, новинари под контрола, што ги плаќате, што ги влијаете, а второ колку имате моќен комуникацијски канал да ја пренесете пораката соодветно без да се изрезилите. Значи, тоа се две суштински разлики, а дел од ист проблем. Власта има огромни ресурси во медиумите, под своја контрола директна има, да не забравиме, таму имате комплекс од 12 медиуми контролирани од еден човек со поддршка од странски фактори, но тие немаат никаков рич, немаат никаква порака, не може да пренесат никаде, никој не ги гледа. Добро, ама власта е широко тело, Горан. Широко тело е власта. Зборуваме за СДСМ, за Ковачевски зборуваме сега, добро. Овој комплекс од 12 дигитални медиуми под контрола на еден човек кој што не е новинар, кој што не работел никогаш во медиумите, туку во неладиниот сектор, нема да го кажам кој е, располага со огромни ресурси. Од друга страна, така да речам, не им врши никаква работа на Ковачевски, на Груби, на Маричич, на сите останати, затоа што нема контент, немате идеја, немате информација. Само имате пропаганда ефтина која што народот веќе ја препознава. Од друга страна, рековме, имате пораки, например, Ковачевски на секој негово интервју, па и Пендаровски на секој негово интервју излегуваат по 2-3 гафа, по 2-3 скандали кои што тие не ги предвидуваат воопшто. Добро, и сега, добро, различна. Во ред, и сега да го заокружиме овој сегмент на оценка на најмоќниот политичар. Кој вие мислите, амбасадор, од вас да почнеме?
е најмоќен да ги контролира, да има пристап до медиумите, да има влијание на медиумите? Не, ја ќе речам дека во моментов никој. Никој. Добро, повелете професоре вие? Има повеќе подкритериуми, затоа ви реков. Добро, кажете се под критериуми, над критериуми, еден човек или 20 или никој? Не можеме да кажеме еден човек или 20, тоа сакам да ти кажам. Според еден подкритериум еден, според друг е втор, според трет е трет. Нема. Добро, немате одговор, нема проблем. Горан, вие сте од медиумите, повелете. Па јас мислам дека под критериумот да се пренесе порака и да се направи некаков ефект за соседната политичка структура, тоа е Христијан Мицковски, кој што ги користи добро приликите, но тука би го додал Александар Николовски, кој што во последно време, последните 2-3 месеци, има прилично добри интервјуи, пренесува прилично прецизни пораки и, да речам, освојува поени за својата партија. А од другата страна, зборам се од власта, страната, повторно ќе речам, не создава дополнителна вредност со своите настапи во медиумите. Добро, го слушавме тоа, го слушавме тоа. Јас само ќе кажам следново, ние како македонци кои што не го знаеме добро албанскиот, немаме представа колку влијание и моќ имаат во така наречени албански медиуми, Али Ахмети, Артан Груби, па и овие другите политичари, така што тука не можеме. Ако се со моето скромно познавање на албанскиот јазик, ги следам албанските медиуми, редовно ги следам. Повторно, Артан Груби има сериозен пристап, Али Ахмети се разбира, сериозен пристап до сите албански медиуми на албански јазик поточно, но повторно и тамо има сериозен проблем. Не се остварува планот на тие што излегуваат на интервјуа, што даваат изјави. А кај албанците Артан Груби по тие 7-8 скандали корупцијски има сериозен проблем да не биде искоментиран како несериозен политичар, корумпиран политичар. Добро, во ред. Сега од аналитичкиот тип на Експрес ТВ ни дадоа да ги изгледаме, да ги размислуваме параметрите и доаѓаме до последниот. Тој е наречен влијание на... Не слушавме твоја оценка. Моја оценка е веројатно некој баланс помеѓу Мицковски и Груби. И реков, не знам, не сум сигурен како стојат, ама претпоставувам и како што гледам како добро работат, веројатно Груби е тука исто така голем мах на комуникација и на представување во медиумите. Последен критериум од аналитичкиот центар на Експрес МК е влијанието на гласачите. Кој од политичарите има најголемо влијание на гласачите? Може би апсурдно за вас, професоре, бидејќи меѓу другото занимавате и со истражување на јавно мислење. Не е абсурдно, Добро. Затоа што влијание врз гласачите не е само за кого гласачите ќе гласат, туку влијание врз гласачите е колку ценат одредено или нечие мислење. И колку они би се согласиле со тоа мислење и колку они го перцепираат тоа мислење. Така да тоа е меѓу другото и најпросто. Не само за која партија ќе гласаш, туку која партија сметаш дека ќе победи. Значи, кој сметаш дека ја кажува вистината, бидејќи сите политичари мислат и велат нели на гласачите, на следните избори ние сигурно победуваме. На кого гласачите му веруваат? Во изминатава година, разликата која што е веќе сериозна помеѓу перцепцијата, односно за кого би гласале помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, е уште, би рекол, и двојно поголема во однос на перцепцијата кој ќе победи на следните избори, така да тука дефинитивно во, еве да го наречеме овој критериум или во овој сегмент, тука е Христијан Мицковски. Добро. По амбасадор вие? Ја ќе бидам краток тука. Јас мислам дека буквално во моментов тука е број 1 е Христијан Мицковски, број 2 е Али Ахмети, број 3 е Билал Касами. Добро, вие, Горан? Сакам да наметнам еден друг критериум, тоа е критериумот надеж. Македонските гласачи, ми се чини дека влијанието од политичарите го воспремаат токму во тој критериум надеж. Во Македонија последниве 6-7 години немаше политичар од власта кој што ќе понуди надеж. Сите оние изјави кои што ги дава Ковачевски, на пример, Пендаровски веќе не ги дава одамна, ми се чини дека се откажа, каде што вели дека 2020 ќе биде економска година, 2021 ќе биде економска година, 2023 ќе биде економска година, сето тоа падна во вода. Луѓето веќе во власта не гледаат надеж и од тој аспект мислам дека луѓето најсериозно и најоптимистички ги доживуваат пораките од Христијан Мицковски, затоа тука се согласувам дека тој
има најсериозно влијание на гледачите. На гласачите. Добро, јасно е. Јас исто така мислам дека Христијан има најголемо влијание и дека Ахмети е втор по величина заедно со неговиот Бетмен и Робин, неговиот сојузник Артан Груби. Тоа беше последниот критериум. Сега ќе мораме ќе ја заокружуваме емисијата вака динамично и брзо, гледачите да не заспиат, меѓутоа да кажеме сите по нешто. Ви давам по 3 минути секој да заврши збор. Кој ќе биде првиот што ќе си го каже завршиот збор? Повелете, Горан, вие бидете. Добро, сега треба да направиме компилација од 4 критериуми, има уште неколку други критериуми или подкритериуми. Јас сепак останувам на ставот од првиот критериум дека во Македонија во моментов најмоќен политичар е Оливер Спасовски. Познавајќи неговите ресурси, не го спомнаме во медиумите, тој има под контрола своји медиуми кои што голем дел од нас не ги ни гледаат. Еден од нив е на Facebook, група од 40-50 илјади следбеници кои што постојано ги споделува неговите постови, неговите изјави, интервјуи и така натаму. Во последно време очигледно дека за него се грижат и некои маркетинг експерти, пиар експерти за пропаганда, кои што така внимателно државнички го сликаат, да не забораваме, отиде на комплетно луда мисија во црковни теми во Ерусалим, да го носи благодатниот оган, кој што предходно беше донесен пред 11 години во манастирот Свети Јован Бигорски. Реков предходно има и други сериозни ресурси во луѓе, во пари. Да не забораваме, против него има истрага, кривична пријава која што се обработува во Университетот за организиран криминал, додека беше уште Вилма Русковска. Најголем дел од таа кривична пријава е веќе затворена. Се знаат сите факти, сите докази против него, но тој сепак не излегува пред обвинител, пред суд, за да видиме што правел додека бил во мандат. Тој е 7 години, да не забораваме, министер за внатрешни работи. Чинам дека е многу брзо ќе ја стигне Гордана Јанкуловска. Реков предходно, илјадници луѓе се вработени од негова страна само во МВР и блиските институции. Во владата претпоставам дека се работи за можеби и повеќе од 2-3 илјади луѓе. Тоа е една сериозна војска која што ќе му користи на неговиот пат кон претендент, би рекол, нема да стане претседател на Македонија сигурно, но ќе се обиде да стане кандидат на СДСМ и ДУИ. Реков исто така предходно, Оливер Спасовски е човек кој што игра на жица, би рекол, но многу умешно, како акробат, игра на жица со ДУИ и се надева на тие 100.000 гласови од ДУИ, а веројатно и гласови од Алијанса за албанците, со цел да дојде да влезе во вториот круг на идните претседателски избори. Како се ова ќе се склопи на крајот, заради тоа што моите информации велат дека сепак Пендаровски е избор на Ковачевски, на Миле Зечевиќ во СДСМ за кандидат за претседател, ќе видиме наскоро, но во секој случај Оливер Спасовски е според мене најмоćниот политичар во моментов во Македонија. Благодариме. 3 минути сега за вас, амбасадоре. Ајде, јас нема да искористам цели 3 минути, ќе бидам многу пократок. Повторно ќе кажам дека од сето ова што го зборувавме, јасно е дека реалната моќ во Република Македонија лежи кај Али Ахметија. Нема согласам сите вас кои што гледате дека има Артан Груби некоја си своја изворна моќ. Утре да стане Али Ахмети да каже прошете малце Артан, ние веќе нема да слушнеме дека Артан постои како лик во Македонија, така што тој нема никаква изворна моќ да направи тој своја партија, нема никаде да заврши, тоа нема никаде да отиде. Сета негова моќ е изведена од тоа што му е прислужник, односно посилен на Али Ахмети. Но во овој другиот дел јасно е дека поддршката оди кон Христијан Мицкоски, дека околу него конвергира поддршката на граѓаните за иден премиер, но пак ќе кажам, мораме да кажеме дека ова е орочена поддршка, затоа што високи критериуми направи ВМРО ДПМН во претходните мандати во однос на водење на државата, привлекување на странски директни инвестиции, законодавна активност која што е поврзана со европската интеграција и ред други работи, така што ќе се очекува едно одговорно владење, ќе се очекува едно владење со повторно воспоставување на принципот на правната држава насекаде и со скратување на ова дивење, не само на коалиционите партнери, туку дивење и на децата и на политичарите од владеачката партија. Така што орочено е ова
поддршка за Христијан Мицковски, орочена е со очекувањата кои што ги имаат од него бирачите во иднина. Во однос на луѓето од СДСМ, тука скептичен сум, морам да кажам. И покрај тоа што сите мислиме дека брендот, условно кажано, марката има едно големо значење, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз во самиот момент е еден расторен бренд, тоа е бренд на партијата која што го донесе Преспанскиот договор, бренд на партијата која што го донесе Бугарскиот договор, сега и ова со Бехтел и Јенка, оваа се присутна корупција, ова разарање на сите држави, ова виткање кичма пред кого се стигне. Така што разврската во СДСМ ќе биде многу интересна. Разврската кон тоа гласачко тело, точно е дека Оливер Спасовски се постава себе си да биде тој што ќе биде најлогичниот иден лидер на Социјалдемократскиот сојуз по изборите. Меѓутоа, мислам дека во тој блок кај тие гласачи, дека во моментот играат и други сериозни структури кои што може да го направат своето. Последното е една анализа која што е мощно интересна, односно мислам дека високиот лет на Димитар Апасиев во моментов е малку начнат заради фактот што имаше неколку нелогични потези како ова шетање по гробишта во Тирана и посета на Енвер Хоџа, и исто така нелогично за мене и ова обстојувањето на коалицијата со Данела во Скопје, меѓутоа на крајот на крштата тој својата популарност ја црпи од противењето кон овие антинационални политики, така што тој може да се врати на тие врвици, а впрочем околу ова што го зборував за разврската во гласачкото тело поврзано со Социјалдемократскиот сојуз, интересна ќе биде и улогата на актуелниот градоначелник на Куманово Максим Димитриевски, кој што има своја изборна моќ во однос на оние црни, како викаат оние темни коњаници или темни коњи, како што викаат американците, скриени лидери кои што може да направат некое влијание навака или натака. Тука би рекол дека веројатно поранешните двајца председатели може да имаат соопределени изјави, влијание во разврската во процесите. Не се сомневам каде ќе иде поддршката на поранешниот председател Иванов, ќе иде кон ВМРО-ДПМН, меѓутоа ќе биде многу интересно каде ќе се слее поддршката на поранешниот председател Црвенковски. Добро, благодариме професоре. Вие 3 минути. Да кажам дека ќе видам пократок како Ивица, зашто Ивица со тоа пократок излезе малку подолг. Али ја пак ќе направам дистинкција помеѓу моќта која што ја нуди определена функција во моментот и перцепираната, односно идна моќ. Кај кој се перцепира следната моќ. Ова е особено актуелно и важно со приближување на следните избори, бидејќи нели моќта на одредена политичка структура и на лидерот на таа политичка структура е најголема веднаш после изборите, а е најмала во моментот кога ќе се почувствува дека ќе има промена на власт, а се приближуваат избори кои што ќе запечатат таа промена на власт. Во моментов сме во таа фаза. Така да, во моментов најголема моќ според оној прв критериум ресурси и моќ за контрола на ресурси кои што ги нуди и ги овозможува државата, ја би го ставил двоецот Али Ахмети и Артан Груби. Пак ја кажам, не сметам дека Груби е само, не знам, извршител на она што ќе го наради Али Ахмети, туку мислам дека повеќе ова функционира како двоец. Сега во однос на кредибилитетот се уште се разбира Али Ахмети е тој кој што има највисок кредибилитет помеѓу поддржувачите и гласачите на ДУИ, но и Груби веќе не е само неков извршител. Туку има дојдено до одредена промена во перцепцијата, барем кај тие гласачи. Кај перцепираната моќ, нели и оние други критериуми кои што ги набројавме, тука се разбира Христијан Мицковски, кој што со оглед на очекувањата за чиста победа по следните избори се перцепира нели како следен мандатар, односно премиер на државата, и во однос на таа перцепирана идна моќ би го ставиле него. Во однос на тоа кои други политичари имаат одредена моќ, да, тука може да се издвои, да речеме, Максим Димитриевски, кој што формира ново движење и стекнува оригинерни своји гласачи, кои што ќе гласаат за него.
а кои што во најголем дел доаѓаат од оние незадоволни структури на социјалдемократскиот сојуз или да речеме на оној лев центар, а Пасиев има одреден сегмент на оние поекстремни, би рекол, гласови кои што да со неколку потези во изминатиот период кои што се сосема нелогични може да изгуби дел од тие гласачи, ќе видиме. А додека кај она најголема партија која што е дел од власта во моментов, значи и која што треба да раководи власта, ја навистина не би можел да издвојам. Спасовски има одредена моќ и ако земеме само од СДСМ, ја би се согласил дека во моментов тој има најголема моќ кај СДСМ, иако не е за подценување и Заев. Иако Заев го нема нели на површината, сепак мислам дека има сосема силни врски со одредени функционери кои што се во СДСМ и кои што се во врвот на владата, за да барем до некаде ги влече конците. Но со оглед на она перцепирана промена на власта, нивната моќ во многу се ослабува, бидејќи нешто што сега има моќ, а што би ја изгубило за 5 до 6 месеци, иако во моментов може да е таа моќ повисока, поради перцепцијата за губење на таа моќ во следните неколку месеци, значи за многу краток период, едноставно исчезнува бенефитот која што таа моќ би можела да речеме да ја намет. Едноставно, да речеме Заев во опозиција 2016 година, како пример, имаше поголема моќ него сега што имаат вкупно Заев, Спасовски и Ковачевски заедно. Благодарам, професоре. Јас сега најкратко. Само една забелешка што пропуштив, Жидос. Ако успее да повтори формулата од изборите за Совет на Тетово, тогаш Билјалка Сами може сериозно да се наметне како лик, дури помоќен и од Али Ахмети. Затоа што ако успее да повтори формулата за успех во Тетово, тоа е детронизација на Али Ахмети. Добро, значи сега мораме да завршиме. Во принцип, јас се согласувам со многу од кажаното, најкратко што може, реално во моментов мислам дека Ахмети Груби тандемот ја има сигурно во Македонија, проектирана моќ, односно моќ која што ќе доведе до промена на состојбите во владењето, Христијан Мицковски и опонент кој што ќе се послужи со сите средства да го невозможи тоа, веројатно Оливер Спасовски, и тука би го завршил моето мислење, а на сите гледачи на Експрес ТВ би им посакал добра ноќ и довидување до нашата средна дискусија. Благодарам.